Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Денеска ќе зборуваме за даноците, за даночната политика, за наемањето на сметководители, за реализација на буџетот, како и за глобалниот данок од 15% за компаниите. За ова ќе зборуваме со еден од најдобрите даночни експерти во Македонија, тоа е господинот Павле Гацов и му викаме добре дојдовте во подкастот. Благодарам, добро ве најдов. Значи, даноците ќе бидат таа тема, за многу луѓе некако не се блиски, едноставно ги знаеме онака од околу што се вика, знаеме само за ДДВ, што го плаќаме и врз основа на тоа сме упатени дека има некоја давачка кон државата. При донесите не ги чувствуваме, тоа паѓа на товарот на работодавачот. Едноставно другите даноци кој ги плаќа, кој не ги плаќа, имаме нешто на имот, но тоа е генерално ситно и се подмирува релативно лесно. Едноставно даноците како да не се дел од економската битка во државава и од економското милје каде што сериозно се разговара за нив, освен во некои потесни кругови како што се професори по економија и даночни експерти, влада и политичари. Пред да влеземе малце во анализа на даночната политика, што можеме да очекуваме во иднина со даноците, дали се ниски, дали се високи, дали е истечено времето на рамниот данок и дали треба да имаме прогресивен, нешто што се појави веќе е на сила, тоа е глобалниот данок од 15%, што ќе треба големите компании да се ги плаќаат во своите држави, односно ако не ги платат во некоја држава каде што имаат експозитура, ќе треба во својата домицилна држава. Во суштина се изедначува на едно глобално ниво сите компании да мора да платат некаде данок од 15%. Ајде да го објасниме што значи овој данок, првин на глобално ниво и што се сака точно да се постигне. Предноста која што малите земји од типот на Македонија се обидуваат да ја направат во даночната сфера за да ги привлечат странските инвеститори, сега големите земји бидејќи воочија дека тоа им значи одлив на капитал, на можности на пазари и така натаму, се обидуваат да го оградат, односно да го оневозможат како предност која што ќе ја избијат од раците на овие мали држави кои што се борат нели за под небото да најдат свое место. И во таков контекст од 1 јануари 2024 година воведува така наречен глобален данок кој што го позиционира на најниска стапка од 15%. Интересно, бидејќи мокните тоа го воведуваат, веќе 140-150 земји го прифаќаат ваквиот данок, меѓу нив и Македонија, бидејќи Македонија генерално игра по правилата на големите. Иако не ни оди во прилог, бидејќи не сме ние што имаме такви мултинационални компании, па да прибираме даноци од други дестинации, очигледно тоа ќе ги погоди неколкуте големи компании што се во Македонија генерално во тирзовите, би рекол, стационирани. Значи се работи за данок кој што државата на матичната компанија бара компанијата да го плати во земјата доколку не го платила во земјата каде што вложила. Или во превод, ако во Македонија платиле 10% данок на добивка, се работи за данок на профит, остатокот од 5% да се доплати, да кажеме ако инвеститорот британски во Велика Британија или било каде, нели соодветно во таа матична земја. Сега интересно е дека ова е данок на глобалните мултинационални компании, некој ги преброил, отприлика околу 8.500 се на глобално ниво, на светско ниво. И во Македонија овој данок ќе засегне неколку компании. Значи јас, бидејќи не ги знам последните извештаи нивни финансиски, очекувам 1, 2, 3, 4, не повеќе, значи Така. не повеќе од 5 компании да бидат засегнати, бидејќи сепак се работи за голема цифра. Треба да имаат годишен приход од 750 милиони евра. Се работи за голема сума која што не ја исполнуваат повеќе компании. Така да и кога се работи за принципот на воведување на овој данок во Македонија и внимавањето треба да биде поединечно. Значи генерално не треба ова да се постави како даночен пропис кој што треба да се растегне, да кажам, на сите даночни обврзници од микро, мали, средни и големи. Па да пишуваме не исклучици освен за, но едноставно треба да се реши од случај до случај. Јас би рекол со редоговарање на оние договори за државна помош, бидејќи се разбира во моментот кога тие компании доаѓале во Македонија, овој данок го немало. Така, ќе зборуваме малце за домашните компании, за овој дел малце ќе го објасниме, го начнавте веќе, но да се задржиме малце на глобалната слика, бидејќи
релативно малце се зборува во државава околу тоа што се случува во светските економии. Ние отпосле дознаваме и ако има реперкусии врз македонски поголеми компании, тогаш некако реагираме, но не ги следиме генерално. Што на пример еве еден голема компанија што е со седиште на пример во Ирска, бидејќи во Ирска има големите компании имаат седиште, како значи дали Ирска ќе ги собере парите или ќе ги собере домицилната земја од каде што потекнува на пример компанијата. На пример знаеме Apple на пример, главните перења, не се извинувам, не е перење на пари, не е тоа криминал, туку главните трансакции за да се избегне данокот, односно да не платат цела сума според американските закони, го прават преку Ирска на пример или преку некои други држави. И тоа се ирски компании генерално регистрирани таму. Како ќе го надминат тоа? Дали се веќе регулирано, бидејќи сите ќе мигрираат во вакви земји како Ирска или некои други кај што имаат многу ниски даноци? Така. Значи, мултинационални компании, сложени компании со сложена структура. Тоа значи дека често пати подружниците, условно да кажам филијалите во Ирска, често пати вратејќи го кругот низ светот ќе дојдеме повторно дека собственици се ирски компании. Карикирам. Значи треба да се следи тоа кој е вистинскиот и конечниот собственик нова и таму е глобалниот данок за конечно плаќање. Сега да не сложености постојат во, значи ако се неколку подружници па пренесување во следна фаза на новиот собственик, за да не пренесуваме некои да кажам многу сложени математики, во овој случај значи се гледа конечниот собственик, на пример, некои од државите не го прифати овој данок. Значи многу лесно можат да направат трансфер кон големите компании имаат и големи правници, адвокати, многу меѓу другото ги вработуваат за да им спасат даноци. Така. Разбира на легален начин. Многу лесно е преку ног, да не речам, да предат во некоја дестинација, односно легислатива, каде што се уште не е прифатен овиот глобалниот данок и да успеат и на овој начин да ga прескокнат таква можност. Веќе се наслушнуваат такви можности, односно се нагаѓаат некои, да кажам, движења, иако не мора да значи дека тоа ќе се случува, некои се условно економски патриоти, односно ќе си го платат данокот таму кај што треба да го платат, дали во Ирска ќе отиде нели соодветно на порамнување до 15% или пак ќе ги прежалат во интерес на тоа дека веќе се стационирани, имаат фиксни договори, не можат да ги променат, значи се е тоа облигација, односно влегле во некаква, да кажам, обврска, па можеби ќе бидат платени во Британија, не знам, во Канада, во Америка соодветно. Така да оваа работа ќе се следи во оваа година, бидејќи воведувањето ќе трае 2 години. Некои од земјите, еве на пример Турција не влезе во ова. Турција го одби применувањето во оваа фаза, барем до денес, на глобалниот данок, така да треба се следи како ќе се однесува остатокот од светот кој што не е влезен во. Сега прашањето е остатокот од светот што не е влезен, ние рековме прифативме да бидеме влезени, може ли да има некакви реперкусии ако не влезе во овој глобален данок? Генерално не. Значи ако велиме за реперкусии, ние тоа го правиме бидејќи сакаме да сме дел од светот и да бидеме препознатливи на сите мапи, дека преминуваме се што преминува модерниот свет. Но еве, ако за Турција, да кажеме, ако не е влезена во тоа значи дека Турција може да има даночна стапка 0. Но ако инвеститорот во Турција е сепак од земја која што го прифаќа глобалниот данок, на стапка 0 ќе си плати таму, нели? Но ако инвеститорот е исто така од земја која што не го прифатила, ќе си играат со даночните стапки што ги договориле, нели? А ако единствено начин да се одбегне да се платат 15% од 100 на овој данок е да се регистрира фирмата да стане домицилна на пример во Турција или во земјите што не го прифаќаат. Значи големите мултинационални компании да го префрлат своето седиште во таква земја и едноставно да не го плаќат. Но од друга страна па ќе бидат, ако работат веројатно компаниите подружниците во матичните земји кај што излегле, веројатно ќе бидат исто така чарджани, па така генерално ќе ги платат. Да, но сакам едно да појаснам за да не, значи ние можеме да ево не е тоа единствената опција. На пример опција е да им подигнат на 15%, да не оди данокот во домицилната земја, нели? Но внимавајте, овде зборуваме за ефективна даночна стапка. На пример, да кажеме Македонија е доволно умна земја која што сака да го изигра овој систем. И вели извинете, ние даночна стапка ви ја покачуваме на 15%, бидејќи глобалниот данок не беше, но сега е, но затоа ќе ви дадеме ослободување повторно од 5% за да дојдеме до 10. Но ефективната стапка, иако номиналната ќе биде 15, де факто е 10.
Глобалниот данок игра со ефективните даночни стапки. Значи зборуваме за тоа даночни ослободување. Што ќе Ослободување. зборуваме за Так. даночните, што се голем проблем во македонската економија, односно тоа не посочуваат на пример меѓународните финансиски институции дека тоа е голем проблем, но тоа ќе зборуваме малце подоцна и ќе објасниме што е тоа у суштина, што се ослободувањето и каде е проблемот, но да го завршиме сега ова со глобалниот данок, да се вратиме повторно сега на македонските компании. Вие рековте не треба тоа со закони да се решава, туку треба поединечно, бидејќи многу мал дел од компаниите тоа ќе го почувствуваат, односно влегуваат во тие компании што би да го платиле тој глобален данок. Но исто во ова студио овде беше и господинот Виктор Мизо, кажа дека треба многу да се внимава идната влада при разгледување на државната помош како тоа ќе го сетира, бидејќи ќе се намалуваат можностите за државна помош и може да изгубиме да бидеме привлечни за инвестирање од страна на странските компании. Така е. Значи постои ризик. Сега јас да не давам ум на некој што знае административни процедури, се стартува со давање можност, но рамковна во законот за данокот на добивка. Значи ќе постои одредба за компаниите за кои постои опција за плаќање на глобален данок. Обврската ќе биде уредена со договорите за, не знам како се викаат тие, не се ни важно, нели имаат неко оперативно име, за вложување во Македонија, за да има прво правна рамка. Тука рамката ќе се даде. Понатаму, бидејќи добро кажал Мезо, бидејќи постои можност, ветено име дека ќе има државна помош и по тие правила очекуваат постојано да ги имаат, но таа државна помош, кажавме, влие на намалување на ефективната даночна стапка, тоа од друга страна влие на разликата до 15%. И сега ако продолжиме математиката понатаму, влие да се доплатат во Германија, ако е собственикот, Германија го прифаќа ваквиот глобален данок, дека ќе треба да се доплати разлика можеби од 7, 8, 11, 12, можеби и повеќе проценти данок кој што не е платен во земјава кај што е вложувањето. Затоа ова се прави чекор по чекор. Јас многу брзо очекувам по инсталацијата во Министерство за финансии на новиот министер. Министерка, веројатно. Министерка. Според моите информации. Така. Мислам дека нагаѓаме кој треба да биде. И во таков контекст многу брзо да се направи една средба точно со овие неколку компании, за да се повикат експерти, стручни лица за оваа работа, за да се насочат решенијата заради глобалниот данок. Ние не смееме да ги оштитиме инвеститорите во Македонија, значи во секој случај тие треба да имаат би рекол анулација, значи нулта влијание од страна на овој данок, или во најмала рака да не бидат оштетени. Да не бидат отштетени. Так. Значи, може ли да ни забележат меѓународните партнери, например, големите влади, например, на Соединетите Американски држави, на Велика Британија, на Германија, кои што ги прифатија овие даноци, да ни забележат, ако ни забележи Германија би било сериозно, бидејќи се најголема трговски партнер на Македонија, да речат, не смеете да продолжите вака, мора 15% да се испочитуваат, вие не можете да го уривате тој данок, ние ќе ги наплатиме парите, но вие што правите, сепак го пазарната логика ја нарушувате. Дали може малце да не подстегнат околу сето тоа? Сиромав човек жив гјавол. Значи можат да ни зборуваат на таа тема, но се разбира ние мора да економски да обстанеме. Кога велам можат и да не опоменат и да влијат и да побарат, ние сме тие што треба да бидеме последни во примената на тоа, бидејќи сме економски најслаби и треба да се развиваме. Овој данок де факто ако економски од Марс го погледнете е против Македонија. Значи не само против Македонија, против земите кои што се борат, нели, светлината да природ како и другите економии што се развиле своевремено. Ние зарем со правна држава ќе ги победиме другите, зарем со борба против корупцијата. Очигледно дека во овој период се обидовме и добивме клиенти, односно инвеститори врз основа на ниска цената на работна сила и ниските даноци. Тоа беше главната причина. Сега едната од алатките што привлекува странски инвестиции ние одземаат, велат даноците извинете, ама не може да ви бидат приказна само за себе. Така да ние треба да се позиционираме на компании што се под левел од 750 милиона евра, значи кои што не се опфатени за војнина збору со глобалниот данок, тоа е една работа. И второ, кога ќе применуваме алатки, секојаш да бидеме последни, да не трчеме ние врз нас да се вежбаат странските економии. Дајте да имаме во Македонија, па тоа имаше негативно влијание, ние да не применуваме или да применуваме. Соодветно, пошто пазете, и во Србија има странски инвеститори, тоа има големи компании. Како тоа ќе влие? Но внимавајте, данокот на добивка во Србија е 15%. Сега само да го спомнам.
Значи они не си играат со понизок данок, значи ти исто ќе биде, даваат други привилегии. Ќе го оставиме веќе глобалниот данок, го завршуваме, ја завршуваме темава со глобалниот данок. Сега можеме да зборуваме или за даночни политики или за даночните ослободувања, но ајде некако следствено ќе зборуваме за даночните ослободувања, бидејќи имам чувство дека се поврзани овие две теми што ги зборевме во суштина. Многу често Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка во сите извештаи, нема извештај, а да не го споменат дека Македонија има големи даночни ослободувања. Тоа го споменуваат и дека треба да се намали, односно да се редуцираат овие даночни ослободувања. Првин, што е даночно ослободување и зошто толку им боде очи на овие меѓународни финансиски институции кои што соработуваат долго време со Македонија и кои што се релевантни во тоа како ја гледаат економијата и генерално се борат и против сиромаштијата, но и за економска стабилност на државите со кои што соработуваат. Зошто им пречи една ваква мерка како што е даночно ослободување? Прво да објасниме за гледачите дека данокот се формира од две позиции, од две суми на некој начин. Тоа е даночната основа, на таа даночна основа се применува пропишаната даночна стапка. Тоа значи, ако даночната основа е повисока, стапката фиксна, со чинот на повисока даночна ќе собереме повеќе данок. Обратно, ако стапката е пониска, фиксна е даночната основа, ќе собереме помалку данок, бидејќи е стапката пониска. Со даночните ослободувања ние намалуваме даночната основа. Значи тоа е механизам на намалување на даночната основа за да се остварат определени политики и интереси на државата. Не знам, своевремено ако котирате на берза намалуваме, не знам. Ако реинвестирате намалуваме, не знам, ако за спортот намалуваме. Во таков контекст светов бидејќи забележува, зборувам за експертскиот свет, дека тоа стана простор на изигрување на објавените стапки, политики, номинални, кои што се генерално во светов, и дека тоа е замаглува економската суштина, де факто следи ефективни даночни стапки, не номинални. Вие може да имате даночна стапка 10, но со ефективната даночна политика и даночните ослободување, бидејќи ќе минусирате, ќе дојдете до ефективна стапка која е можеби 6 или 7. Како се прави тоа? Даночната основа е 100, но заради реинвестирањето треба да ја намалите за 40, испаѓа дека на овие 60 што остана, ќе пресметате 10, тоа се 6 единици данок. 6 во однос на што? На 100 единици дава ефективна даночна стапка од 6%. Така да Македонија номиналната даночна стапка од 10 ја намалува во пракса со даночните ослободувања. Тоа го гледа и ММФ и Светска банка и велат претерувате. Значи внимавајте, прибирате премалку во однос на тоа колку кажувате. А уште повеќе, пак спореден во однос на тоа колку трошите. Премалку е. Така да трендот е треба да се насочи за да прибираме повеќе приходи кај даночните ослободувања, да ги контрахираме, да ги намалиме, односно некој од нив да укинеме, некој да преполовиме, некој да не знам, значи тоа се треба новиот министерка за финансии да го има во предвид и да се отвори дискусија и тоа со заинтересираните, да кажам тука пред се треба да се ова адресира на коморите, треба да се адресира на кај спортските работници, културата, значи има такви ослободувања кои што се користат. Не знам, кај осигурувањата се сеќавате животно, здравствено и така, но тоа се влие на намалување на даночната основица. Бидејќи ова е математика, веројатно мал да не јас ќе се обидам да појаснам, односно јас да видам дали сум ја разбрал, ја не можам да појаснувам, бидејќи и мене ми е ова ново во поглед. Значи на пример имам приходи, треба да платам данок на 100 денари. Сега бидејќи сум новинар, фриленсер сум, едноставно имам ослободувања, колку што знам, навистина ми следуваат во даночни ослободувања и ми се намалува на пример на 60, ми дам 40 денари ми ги ослободуваат и ми станува основицата 60 денари у суштина. На тоа 10% ми рачунуваат е 6 денари. Значи јас имам сега 6 денари и плаќам на државата данок, но бидејќи 10 ми рачунаат, ќе речат дека е 10 стапката, кога ќе да земеме целата сума у суштина е 100 денари, кога ќе се види 6 денари од 10 денари, од 100 денари е само 6%. Тоа е генерално у суштината. Тоа е во денари да го знаеме и така се применува. Се што сум ослободен у суштина не рачунаме 10% не ги применуваме на тоа што сум ослободен. И така се губат пари, сериозни пари.
дали не доведува ваквите даночни ослободувања да сме на работ да биде Македонија даночен рај? Значи, ако ги споредиме ефективните даночни стапки, Македонија има прилично ниски даночни стапки. Даночен рај е веќе тука препознаваме и некоја лоша намера. Значи, сепак Македонија не е во таа категорија и врз основа на сите извештаи не е групирана во тие проблематични земји 5-60 што се наброени, почнувајќи од оние острови на човекот, не знам, Панама и така, сите оние што ги спомнувавме во минатото. Има уредна даночна администрација, значи го следи наплатата, плаќањето на даноците, се проверува од аспект на спречување на перење на пари, така да не би ја ставил Македонија во таа категорија. Но ние сакаме даноците да не бидат предност, особено кога повикуваме инвеститори да кажеме да ние сме земја со ниски даночни стапки. Новата влада во програмата го кажува тоа. Македонија ќе има ниски и рамни даноци, нели? 10% во моментов е балкански просек од прилика. Значи ако тргнеме од овде преку Албанија, не знам, некои покачија стапки, Црна Гора, Босна, Бугарија од прилика тука се движат. Србија малку ги покачи стапките, очигледно дека се во некој инвестиционен замав и им требаат приходи, така да и прибираат повеќе од нас и во споредба со бруто домашниот производ. Значи не сме даночен рај, но сме со ниски даночни стапки и сега доаѓаме до она прашање, нас граѓаните некако не болат даноците. Не боли данокот на додадена вредност. Тоа го чувствуваме бидејќи секојдневно го плаќаме. Тоа се 18%, некои се и на 10, има и на 5% она за заштитена. 3 ставки во Монеа, порано беа 5 и 18, 10 го воведоа со кризава, мислам. Го немавме претходно 10%, 5 и 18 беше, но насекаде во пред изборите или во економските дебати на светот, па зборуваме за развиениот свет, даночната политика и даноците се прилично високо позиционирани во расправите во предизборието, односно да се привлечат граѓаните, односно гласачите за да гласат за нив. Дали со ниски даноци, дали со ослободување на одредени групи од даночење или пониски даноци да имаат други повисоки. Кај нас едноставно ние не чувствуваме некако дека даноците ни се важни. Зошто тоа е така? Веројатно даночниот товар влие на таквиот однос. Например, вие многу ќе ви биде важно како се трошат вашите пари прибрани од даноци, ако ви прибираат 40 на 50 на проценти, како што е во земјите од скандинавскиот дел на Европа, па и надоле спуштајќи се. Но ако ви земаат 10 или ефективно 6, како што спомнавме проценти, велиш па добро, тоа не е ни толку важно. Затоа и незаинтересираноста и затоа кај се трошат парите не прашувате. Насловот на емисијата кај ми се парите, добро е што е насловена вака, но да ја подигнеме свеста на луѓето дека кај малите пари може се прават злоупотреби и да се трошат и умно, ама и безумно, би рекол. Ако даночниот товар е зголемен и е поголем, сигурно интересот на јавноста ќе биде поголем. Со низок даночен товар, мал е интересот за контрола за тоа како се трошат и каде се трошат парите. За неразумна власт ова е керозин во погонот за корупцијата. За корупцијата, мислите има намера што ги држат вака ниско даноците? Не, па намерата, значи не може да се нападне тоа директно. Од една страна сакате да привлечете странски инвестиции. Немате правна држава, немате патишта, значи многу работи немате, единствено што може да направите да ги намалите даноците. Но од друга страна, тоа ви дава комоција веќе никој не ве прашува, а каде ги трошите парите? Па си велат, па тој сича од она што го заработи, ситното ми отиде за државата. 10, 6, 5, не знам, на некој уште помалку се ослободени процентни поени и си велите, па добро сега зарем јас за и толку малку прибирање, па ќе правам уште и глама и проблеми на овие што не ми бараат повеќе. Значи има тука една двојна, да кажам, патека на размислување, очигледно дека треба да се подига свеста за тоа колку е важно каде се трошат нашите пари, а од другата страна се разбира да се привлекуваат сепак странски инвестиции. Сега доаѓаме, ајде објасниме малце околу тоа. Ние го знаеме данокот на додадена вредност. Тоа е на финална потрошувачка, сите ја го плаќаме, односно оној што крајниот потрошувач го плаќа, но кои други даноци би требало да функционираат, да постојат за да имаме солидна даночна основа, бидејќи еве јас следам економија долго време, да, знам на добивка, имаме на имот, бидејќи го плаќам и тоа е смешна сума, мислам, реално да зборуваме, во однос на тоа колку би требало, ако имам куќа од, не знам, 150 квадрата, би требало сепак тоа да платам повеќе од што да ако имам 70 квадрата или односно да
да ме почешка малце повеќе државата, односно локалната самоуправа во овој случај, ако живеам малце по луксузно, што се вика, од просекот и тоа е тоа, така секаде оди. Ако имам хациенда, а ја немам, би требало да платам сериозно повеќе. Ако имам 5 стана, би требало дупло повеќе или 5 пати повеќе да платам, или 6 пати дури повеќе. Кои даноци ние ги имаме и дали доволно имаме развиен даночен систем? Македонија од аспект на богатството на палетата на инструменти за оданочување не заостанува многу за другите земји, но од аспект на тоа како се структурирани и како се реализираат, и од аспект на ефективноста во наплатата, сепак се разликува во однос на другите земји. Например, зафаќањето даночно кај нас едва е до 30% од бруто домашниот производ, во Словенија преку 40 некој процент, нагоре ако продолжиме уште повеќе, така да колку повеќе даноци, не велам дека треба да се зголемува, значи велим во апсолутна сума ако се приберат, тоа значи од сивата економија, толку повеќе можности за инвестирање во државата. И сега даночниот систем има палета на даноци, рековме, директни и индиректни, тоа се главни поделби, но може да ги поделиме како централни и локални. Генерално најважен данок во нашава економија, особено и во другите, но сепак не со толкава значај, данокот на додадена вредност. Тука во тие индиректни даноци ги ставаме и акцизите, односно царините во случајов, заедно со акцизите при увоз. Директни даноци се персоналниот данок, односно данокот на личен доход, данокот на добивка, тука е данокот на имот, тоа е данок на собственост, на поседување. Социјалните давачки, зборуваме за социјалните придонеси, Македонија значи користи таков европски модел, Бисмарков модел на прибирање приходите за алиментирање на пиото, на здравството, на вработувањето и така натаму, така да тоа се моделите што ние ги имаме за користење во рамките на даночниот систем. Данокот на добивка е наиздашен, бидејќи во секоја фаза на промет се плаќа, се одбива до финалната потрошувачка и така натаму, се враќа, значи да не кажеме безпрекорен, но ако функционира безпрекорно. Ако се издаваат фискални сметки, ако се наплатува во секоја фаза од прометот, ако нема сива економија, ако... Тоа е за данокот на додадена вредност. Да, зборувам за него конкретно. И сега пазете, многумина ќе речат, па добро, 18% е данокот на додадена вредност, максимално нели 10,5 вие спомнавте, но не е така. 18% една компанија што ќе ги стави во джеп, собственикот нема да ги уплати и да ги плати на државата тој дел 18%, на него му заштедуваат уште 10% данок на добивка. Му заштедуваат уште 10% персонален данок на доход, бидејќи тоа се треба да плати за пак да му дојдат во джеб. Социјални придонеси 28% му заштедуваат. Значи преку 60% е неговата пазарна предност во однос на тој што издал фискални ги уплатил во режимот на банкарскиот режим. Значи, ова е интересно, ова не го знаев. Искрено да ви кажам, многумина него... Не, ова е, сега доаѓаме до оној момент кога јас откривам нешто во тек на подкаст, кога на разговор. Значи, ако компанија некоја не плаќа ДДВ, односно... прометографи на црно. На црно. Да. Има предност пред другите легално што работат, што плаќаат ДДВ од 60%. Значи од 60 не може фиксно да го кажеме дека 60, може 50, може 62, бидејќи има едно лично ослободување кај персоналниот данок, Така... кој што е фиксно на секоја сума, само заради тоа. Инаку генерално во просек е 60%. И сега вие како ќе се такмичите? 60%, во стартот во трката 60% да имате предност у старт. И можете ви да го стигнете така што 6% ќе ви избега. На 100 метра тоа значи да 60 метра стартува, он има 40 метра до целта, мислам да. Усин Болт не може да го постигне тоа. Јас ќе го претркам така како 40 метра пред целта. Што ми е зборот? Државата е пренесериозна, употребувам ова жаргон, малку да го засилам, во односот кон сивата економија. Значи, оние што се во легалната, да кажам, во формалната економија, се демотивирани, многумина од нив дури сакаат да излезат во сивата да претат, бидејќи гледат не ги санкционираат, немаат последици, а 60% од парите остануваат во джебот и тоа, пазете, тоа ви дава па нова можност. Ако отидете да купите керамиди, градите куќа, ќе ви речат, ако сакате на фактура е 100, ако сакате во готово е 40. Карикирам. Не е 40, али 80 сигурно. Пуште поевтини набавки ќе имате за да остварите. Значи, а пазете, ќе испадне на улицата, по истата улица ќе трне како и вие. Во болница дури пред вас, бидејќи ќе даде 30 евра на, ајде, не е ни важно на кого, а вие немате, затоа што ви отишле вашите кај него пари, нели? Така.
лекот, не знам, и така натаму, значи ги кури детето во градинката и вашето и неговото кај истата учителка ќе отидат. Така, а јас плаќам Значи, фул, он плаќа ништо, така усуште е. Затоа 40% сивата сам. економија да ја подигнеме на национално зло, треба некој за ова да зборува постојано и да наоѓа алатки, а светот ги измислил, фала Богу. Сега И доаѓаме ги има. убаво, ја одиме од тема во Да. тема, ја отвараме. Еве сивата економија ни се провлекува многу често ние во подкастов. Значи зборуваме, имаме начална желба против сивата економија. Овде седеше на моево место кај што сум ја и мандатарот, идниот мандатар на владата господинот Христијан Мицкоски, значи зборуваше за сивата економија, зборуваше и СДСМ зборува за борба против сивата економија. Значи сите политички партии зборуваат за борба против сивата економија, но генерално еве зборуваме дека е сериозно. Finance Think, колку што знам, има некоја конзервативна проценка од 21% дека изнесува сивата економија, додека ММФ, Светска банка одат некаде околу 37-38, дури викаат и до 39% дека си е во државава сива економија. Ајде сега да зборуваме дали лесно е решливо сето тоа. Не постои лесна работа. Но вие сте избрани од народот, сега се обраќам на тие што се избрани, за тоа да го направите. Ако сме ви избрали за лесно или тешко, сите да си седете дома за да ви биде лесно. Значи, со сивата економија, се условно зборувам, треба да се бориме со тенкови. Но не зборувам, нели, некој да испадне се со тенкови да... Тоа значи робустно во сите системи од сите аспекти. Да не се дозволи да се направи дупче во некој од системите, бидејќи од таму ќе протекува. Ова ме фигуративно сакам се излезам со на дете во холандскава брана што ја спасила државата, ствајќи го прстот. Так. Така и борот со сивата економија. Ако ставите на едно место со прстот за моите, за вашите, за партиските другари да протекува, нема борба со сивата економија, ќе биде катастрофирано сето тоа што сте го почнале. Значи, системски се напаѓа по шавовите, по сите страни се напаѓа сивата економија и нема милост. Не се дозволува никој да се протне под сивата економија. Дали ќе се направи такво нешто? Ние ќе следиме. Јас како експерт, вие како новинар, граѓаните. Значи, ветувањата треба да се исполнуваат. Шансата е до крајот на годината, ќе видиме во која насока ќе се движат ваквите најави. Ако се покаже сериозни обиди, се покаже за борба против сивата економија, ќе се врати оптимизмот и довербата новие во формалната економија, за кој што зборувам што се и така награбачени со 60 повеќе. Ако ни дотурат уште малку па повисоки даноци, нема дефинитивно тоа ќе ги дестимулира и ќе бегаат. За надвор веќе се знае, но ќе бегаат во неформалната економија, бидејќи е многу покомотно. Има ли конкретни мерки што треба да направи идната влада? Рековте до нова година, значи до почетокот на 2025 треба веќе да се почувствуваат политичките заложби и политичката волја дека има решеност да се бори со сивата економија. Но мора да постојат и конкретни алатки, односно да знаат што треба да преземат. Дали веќе има стручната јавност изготвено такви алатки и да ги насочи политичарите, ако не знаат или не сакаат да знаат, да им кажат луѓе треба ова да го преземате, ова мерка за да ја намалите сивата економија. Така би било и полесно и ние да следиме што преземаат и што не преземаат, ако ги знаеме тие мерки. Има ли такви мерки? Во рамките на Стопанската комора на Македонија, зборам за големата комора, јас, Зоран Јовановски и Александар Стојков направивме на поопсежна анализа за сивата економија, ја измеривме и ние отприлика преку 30 и нешто проценти утврдивме македонски, да кажам, аспект на сива економија, неформална економија, и велиме дека ако паднеме во сивата економија од тие 32 на европските 15-тина, не велиме да ја уништиме скроз, на европските 15-тина проценти, ние секоја година ќе имаме во буџетот 450 милиона евра екстра. Секоја година нов клинички центар. Нема да имаме буџетски дефицит, мислам толку ни е 450 милиона, 500 милиона. Затоа е исклучително важно. Таму имаме наброено 17 водечки мерки. Со анализа, со компании изборувајќи, литература спомнувајќи, наши професионални ангажмани спомнувајќи и така натаму, кои што беа достапни, споделени се на сајтот се и така натаму, беа и како печатено издание промовирани во списание, неделник и така натаму. Така да, механизмите, генерално струката, науката, што ги дава се познат, треба да се применуваат. Политичката волја, и кажав, прстот, ако пуштите за еден свој, завршува целата брана. Завршува приказната. Затоа овде треба
Мали тимови, мал тим би рекол, во рамки на Министерство за финансии, тука е локацијата, тука мора да биде инкорпорирано Министерство за труд, управата за јавни приходи, царината и дел од Министерство за економија. Се разбира, сите треба да помагаат, но ова се стожерите на борбата против сивата економија. Препознавате ли дека има капацитет овие институции да спроведат една ваква борба? Сега не зборуваме за политичка волја, сега зборуваме за политичката волја да биде цврста и да речат нема да пуштиме да протекува ни за една фирма без разлика дали доаѓа од која партија, дали се наши финансиери, не се наши финансиери, сакаат цврсто да се борат, значи најцврсто што може, но сега доаѓаме до она што е рак рана на нашето општество, тоа е човечкиот капацитет за да се спроведе некоја политичка волја. Имаат ли институциите во моментов, вие соработувате со поголемиот дел од институциите, имате ли сознание дека имаат капацитет за да спроведат една ваква борба? Па мислам дека немаат до крај, односно потребно е ангажирање на млади, паметни, едуцирани кадри во овој контекст, тоа е една работа, и второ, исклучително недостасува дигитализацијата. Тоа ќе овозможи формирање на регистри, следење по регистри, вкрстување на регистри, по проверки. Тоа се механизми што сме спомнувале во ова, кажав, анализа, бидејќи на некој начин тоа ќе ги исфрли на површина оние кои што се носители и креатори на сивата економија. Но кажав, додека сивата економија, преска спомна во друг контекст, керозин на корупцијата, а знаеме ние кај е корупцијата, ќе биде со повеќе дупкички оставано тоа и нема да биде ефикасна борбата против сивата економија. Дали ќе се навратиме на една тема, тоа е даночните политики. Се споменува различни модели, срамежливо, например, СДСМ нема да ја формира владата, ќе замине во опозиција, но сака да го ребрендираат на некаков начин прогресивното даночување во нивната предизборна програма. Скромно го кажаа тоа, нека туку дека ќе разговараат, но дека би го вратиле од една страна, додека ВМРО ДПМН кој што ќе има најмногу пратеници и веројатно ќе ја формира владата. Големи се изгледите, не гледам зошто не би на 58 освоени мандати. Велат рамен данок 10, срамежливо во едни минати времења спомнуваа на 8 да се намали, и во овие избори на чат пат ги сретнав некаде да се зборува 8 каде се спомнува данокот на биде наместо 10. Дали е поминато времето на рамниот данок или е време сега на прогресивниот, или се уште има во Македонија простор рамен данок да се спроведува? Мислам дека уште некое време може Македонија да преминува рамен данок, и сега кога велиме 10 и 8, предпоставувам, математиката им е позиционирана на 10%, со тоа што ако ги обезбедат тој механизми на прибирање од неприбраното, тогаш, и ако е задоволителен тој капацитет на приходи што ќе особерат, има потенцијал да се намали даночната стапка. Кажав, ако ги тргнете ослободувањата, нели преска го зборував за ефективната даночна стапка, вие намалете на 8 слободно, уништите ги даночните ослободувања на 0, ќе соберете повеќе данок со 8. Да. Така да, тоа се концепти и принципи кои што треба да бидат применети. Стартот со 10 е во ред, јас мислам дека треба се стартува, бидејќи уште во едноставно да видат со каква капацитетност на буџетот располагаат, какви се можностите, процесот на дигитализација, борбата против сивата економија, враќањето на довербата во системот кој што беше изгубено во изминатиот период и така натаму, па после тоа може да се размислува евентуално за намалување. Но пазете, кога се воведуваше прогресивниот данок во Македонија, Социјалдемократска партија, нели тоа е логично, мислам дека не требаше да се направи толкава разлика меѓу базичната стапка и повисоката. 80% разликата, нели од 10 на 18. Постоеше опција да се направи 10 со 12 и тоа прагесто, праг само на разлика од одредена сума, за да биде пријателски прифатен од окружувањето. Значи, ако во некое време ние станеме, како да кажам, ги затвориме сите дупки на сивата економија, не можеме во догледни 3 години сигурно тоа, но станеме веќе модерна држава, ние може да зборуваме веќе за прогресија, бидејќи според мене, јас сега што се го држам и верувам дека тоа е концепт на модерните општества, треба да плаќа малку повеќе тој што има повеќе.
Сега ќе речат контратеза, зошто тие што имаат повеќе се поспособни, зошто да плаќаат на сметка на неспособните кои што не можат да заработат, зошто да бидат казнети во суштина. Тоа е онаа мантра што се зборува од оние што имаат повеќе од просечните граѓани. А како еве вие како даночник би контролирала на еден вака здраворазумски став на крајот од денот? Зошто јас да плаќам повеќе, мислам јас плаќам би требало помалку бидејќи ја не сум во богатите, но зошто некој што на вистина е способен за заработил пари да плаќа повеќе од мене? Добро. Значи, сето во социјалниот аспект на општеството. Ако вие сакате да живеете во хациенда, рековте дека немате, мислам дека е окей тоа, но ако ви окружувањето со лимарија околу вас, претпоставувам дека нема да биде пријатно и во вашата хациенда која ќе гледате од тераста. Значи, ова се обидам сликовито да кажам дека разликите во општеството треба да се прифатливи, издржливи. Македонија за сега се уште е социјална држава, верувам, но многу пати за многу работи ние слушаме да му се помогне, да додадеме, ние помагаме. Значи така општество сме, но на крајот тоа е работа на државата, но државата вели јас немам. Океј, немаш, но прибери барем од тој што има. Имаат кои? Тие што имаат повеќе заработено, но се разбира да не ги демотивираме. Затоа кога реков ова со 80 раст беше премногу, го почувствува како напад. Така. Реално, многу, ден и ноќ, не знам, у 12 ми свети навечер, зашто би плаќал, објаснувањето е сосем логично, но со минимална разлика може да се зборува, кажав, откако ќе се затвори сивата економија. Инаку сега е се депласирано. Зошто би плаќал повеќе, ако кажав овој со джипот и децата по градинките, господинот што ја вози истата улица, нели, со многу помалку плаќање и со голем почит во општеството, тоа што е поголема трагедија за нас во формалната економија, ги ужива сите бенефиции на државата. Се доаѓаме до една тема која што е актуелна, овде не политизираме, туку економски разгледуваме, а тоа е темата што боде очи, ама не е многу присутна во јавноста во последно време, тоа е реализацијата на буџетот. Ке имате вие некоја реакција, ќе кажете, чат пат други некои ќе се ќе укажат, но генерално оваа тема веќе одамна во нашето медиумско обкружување, но и во економското обкружување некако како да не е многу важна, а иако јас паметам и други времења како новинари кога ова ни беше една од централните теми, буџетскиот дефицит, јавниот долг, реализацијата на буџетот ни беа топ теми, знаевме да отвараме вести, да зборуваме многу гласно, многу силно и имаше публика, имаше луѓе што се интересира. Сега веројатно послабо се зборува бидејќи нема кој да го следи, не ги интересира се ова. Минатата година јас објавив на pari.com.mk на некаде во јули дека имаме потврдување од 112 милиона евра на собирање на данокот на додадена вредност. Тие податоци ми беа проверени, факт се повикав на податоците добиени од Управата за јавни приходи. Тогаш имаше чудни и смешни одговори од Министерството за финансии, но гледаме и дека оваа година не е баш нешто најсјајно собирањето на даноците. Ако се види она што се случува на страната на Министерството за финансии, некаде реализацијата на собирањето околу 20-22%, во идеално би требало да биде околу 25%, значи, но додека трошењето си се околу 25%. Зошто имаме проблем со реализација на буџетот? Каде е проблем? Буџетот во овој прв квартал од јавните информации што ги има објавено на сајтот на Министерството за финансии, во делот на социјалните придоници, прво да обележиме, се собираат одлично. Имено, таму имаш и подобар пораст на платите, а социјалните придоници се прибираат од платите, вклучувајќи минималната плата и просечната плата, така да растот е задоволителен. Јас на шега на Facebook го објавувам велам буџетски, односно даночни звезди, тие што се најдобри, обично сега данокот на добивка е со добра стапка на раст и персоналниот данок. ДДВ-то потврдила веќе во континуитет неколку квартали. Растот во однос на претходната година е нешто околу 3%, а имајќи во предвид дефлаторот дека е 1,04, значи околу 4% имаме инфлација, фактички ние имаме негативно прибирање на ДДВ. Две-три работи овде може се причина. Своевремено пред 2 години беше објавено зашто ја намаливме стапката на струјата, не знам дали памтите. Да, беше намалена, после беше пренесена за плаќање наместо на царина при потрошувачка, така, но тоа при продажба, тоа се лабави објаснување бидејќи
само се поместуваше позиција, бејќи струјата дава право на одбивка на влезното ДДВ кај тие што работат со трговија со струја. Така да не тука, но тука сепак ќе го платам, така да обяснението беше прилично, како кажам, неиздржано. Очигледно е дека сивата економија има силен замав, второ довербата во системот се намалува, трето контролните механизми ги нема. Се повеќе на терен ќе забележите, па дури јавно во гостителски објекти, ако платите во готово, 20% ќе ви е помала сметката. Јас претпоставам низ просторите низ Скопје, низ Македонија уште повеќе. Тоа се забележува дека се охрабрија прескокнувачите на издавањето на фискални сметки на платата преку уреди кои што се легални и го регистрираат прометот, се намножија. Тоа значи дека контролните органи, тука пред се управат за јавни приходи, пазарните инспекторати и така натаму, треба да ја заселат контролната функција, да се види дека оваа држава треба да ги прибере даноците до еден. Значи, До крај. не е ова слика на слабите економски перформанси, туку ова е слика, у суштина слика на слабоста на државата. Значи, перформансите не се сјајни. Ако имавме ние раст на бруто домашниот производ од, не знам, 4,5, сигурно ќе имаше и подобро, Така. бидејќи нели финалната потрошувачка влегува во математика за бруто домашниот производ. Зборувам за таму кај што може системот да контролира, да направи подобра ефикасност и да ја подобри наплатата. Кажав дека има и други влијанија и повратот на ДДВ влија негативно на намалување, односно го намалува, тука се работи за нето износ на ДДВ. Се враќа ДДВ-то во овој момент, за сега, Така. Се враќа како што треба. како што треба. Но многу интересна тема е сега. Зборуваме не се реализира очекувањата на прибирањето на ДДВ, инфлацијата, бруто домашниот производ не порасна колку што треба, инфлацијата се движеше во рамките на проектираното. Како може да се утнат вака бројките? Невообичаено утнуваме бројки. Лане имаме економски раст од 1%, а планиравме некаде под 3 нешто да биде. Тоа имаме 2% поена утнато порастот на бруто домашниот производ. Тоа е сериозна утка, мислам. Да. Тоа најавен долг одма се пренесува некаде околу 4% плюс 4% поени плюс, ако не има некоја математика, толку би било. Така. Се ова јас да го засилам како експерт, за колку се важни овие бројки, добро ги споменавте. Многу често во новинарските написи вели, еве вие употребивте, али добро се изразивте, вели разликата во бруто домашниот производ, да кажеме од 3 на 2, е 2%. Се работи за 2% поена, што во релативни бројки е 200%. Значи, утат е растот од 200%. Бидејќи универзален јазик во светот не е англискиот, релативните бројки се процентите. И во Индонезија ќе ви ги разберат, и во Македонија, и не знам, во Никарагва, и во Америка, исто е. Бидејќи за 200% е некој утнал во планирањето, ако вие бевте во мојата компанија или јас работев, вие ќе ми испркавте, ако бев менаџер. Ќе си рече со ваков, ја не сакам толку шутнува да имам работа, не го испорачува тоа што го ветува. Затоа е многу важно доброто планирање. И кога се прави буџетот, да не биде од типот мене ми треба, или јас ветив, сега ако бев на изборите, ветив туку улица. Со кој си изборил? Проектирано ли е тоа? Треба ли? Поважно ли? Канализација си ветел, има ли, нема ли? Се преасфалтираат улици по 3 пати, а пола Скопје нема канализација. Значи, ова се драмолетки од типот, се уште ние тераме Скоп срек на 48, нели? Мислам, некако без концепт, нема стратегии. Второ, во подножјето на Скопска Црна Гора, најплодната земја, вика станува паркинг за камиони. Постојано се градат некои, кај што садеше пипер и патлиџан, камиони. Кон Штип патувајки лево и десно сончеви електрани на најплодните земјишта кај што беше пченица, пипер, патлиџан. Извинете, тоа нормални држави не го прават. Значи, јас не знам дали е профитно, не знам дали е струјата најважна во моментот, но го имате ридот едно 500 метра подалеку. Во ридот зошто не ја направивте таа соларна централа? Така. Чуден никој како без ум да се владее. Верувам дека нашите луѓе се паметни. Ова е и апел до новата власт. Без стратегија, без генерален концепт, да не се залетуваме по ветивме. Така. Но еве, јас бројките се
да се утне 2% поена за мене Така е. или 1,8% поена е страшно и тоа се одразува на јавниот долг. Јас ги пресметував колку доаѓа, значи 1% поен ако се утне во растот на БДП се зголемува јавниот долг за 2% поена, 2,2% Така. поена. Добро. Тоа е мојата прва пресметка што ја правев. Значи секоја утка ако се 2% поена не се реализира растот на брутто, 4,4% поена нема да се ќе се зголеми јавниот долг. Тоа се страхотни бројки. Порано како да го немаше ова, мислам, господине Гацов, некако доаѓаме, јас можеби како што старијам се, и јас се присеќам на некои други времиња, може има романтизам во тоа како било порано, не било посредено, било подобро, но немаше да вакви утки. Не верувам дека, например, на еден министер од типот на Трајко Славевски, на Никола Поповски, да му или на Зоран Ставревски да има утки од овој тип. Зборуваме сериозни утки. Па, ајде да не зборуваме за тоа. Добро, окей. Еве, јас тоа нека биде мој коментар. Последна тема што сакам да ја отворам се две многу важни работи за нашите компании, а тоа е дека ние не работиме, многу е чудно тоа, дека нашите сметководители не работат по меѓународни стандарди. Односно, ние имаме у суштина законско двојно книговодство, не е криминал да се разбереме, не зборувам за криминал, туку нашите сметководствени стандарди не одговараат на меѓународните и сите странски компании што се во Македонија ги преведуваат нивните финансиски извештаи за да се разберат во Македонија, да ги разберат македонските компании и исто така македонските компании и финансиските извештаи се преведуваат, односно се доработуваат за да може да бидат во некои странски банки или банките во Македонија или странските компании да ги разберат. Нема унифицираност бидејќи ние работиме по едни стари правила, додека сега веќе има нови сосема сметководствени. Колку е ова сериозно и како може ние да работиме по 12 години, мислам, стари сметководствени правила? Која е логиката да не се прилагода? Па тоа покажува нашиот несериозноста во пристапот кон се. Значи, како што е во сметководство, така е секаде. Значи, заклучно со оваа година ние известуваме, составуваме финансиски извештаи годишни сметки според стандарди што беа во примена, односно преведени, заклучно со 2009 година. Значи, ние се уште, пак се враќам Скопје 48 срекна, известувавме според правила кои што беа на сила до 2009. Во меѓувреме тие стандарди беа изменети, додадени, нови, така натаму, среќа. Во меѓувреме Институтот на сметководители, тоа е за поздравување, ги преведе сметководствените стандарди, ги апдейтираше во оваа година, ги објави, тие ќе влезат во сила од следната, од 2025 година. Од 1 јануари. Да, фактички ги имаме преведено сите. Сега малку само да подсетам, сепак има уште еден нов што излезе на 9 април. Да, ма Така велат дека ќе го преведат брзо. Али континуирано е тоа е процес, затоа велам не треба откажување, треба следење и секоја година, така вели Закон за трговски друштва, апдетирање со ново објавените сметководствени стандарди. Веќе го фативме чекорот, тоа е многу важно. Сигурно ќе биде преведено и објавено како што треба. Ова дава шанси, значи ние во нашите финансиски извештаи определено време, со определени обуки, нашите сметководители во целост да ги апдейтираат и своите знаења и познавања од аспект на примена во финансиското известување. Очекуваме, бидејќи ние претходно применувавме ДМОД и стари сметководствени стандарди, но разликите со оглед на финансиска структура на Македонија не се толку големи. Значи ние немаме фьючерси од типот што ги има американската и британската берза, не знам, stocks exchange од типот, не знам, што ги имаат западноевропските економии. Значи кај нас се важни прво етиката, тоа е многу важна работа. Второ, примена на сите важни мерења. Значи во сметководство, освен што верувате на бројките, понекогаш користите проценки. За да имате, да користите проценка, треба професионалец, ама со дигнитет, со морал. Мислам дека тоа ниво, на тоа треба значително да поработиме, бидејќи треба да се верува на финансиските извештаи. Например, ќе кажам, на едно обука советување, кај нас се среќаваат ревизори и сметководители и некако се развие дискусија и сметководителот вели, извинете, ама вие сте ревизор, зошто вие 5 пати поскапо наплаќате од мене, а истото го работиме, пошто и ревизорот познава сметководство, ревизорот се врти на колешката од сметководство и вели, затоа што мене ми веруваат. А истото го сработиле. Така. Има разлика.
И сега во таков контекст и нели почнувајќи од следната година, вклучувајќи го и овој извештај, бидејќи таму бара една споредбена година, значи 24 ќе биде преодна, ама ќе ја вклучиме, ние би влегле во групата на земји кои што применуваат сметководствени стандарди и тука ќе се отвори еден, да кажам, процес на наше членство во ИФАК, имајќи во предвид и амбициите на новото раководство на институтот, што е за поздравување, полека да стануваме нели нормална асоцијативна и редовна членка. И тоа ќе донесе нашите сметководители ќе може да работат меѓународно, ќе бидат по меѓународни стандарди, ќе можат да работат со било која фирма што ги применува стандардите на ИФАК, значи што се. Така што тука ќе биде добро, тоа е бизнис, но наѓаме до последното прашање, последната тема, да завршиме со овој подкаст. Имаме, можеме да збориме многу Може за за даноци. сметковителите уште нешто да кажам. Да? Сметковителите имаат еден процес на старење. Тоа беше последната. Да, повели, извини, ако Тоа беше финалното. Да. Затоа што го знам, ја знам проблематиката, бидејќи бев на еден настан модератор каде што се зборуваше баш за сметководството. Некаде над 7000 сметководители има и колку што знам, па не знам, 60-70, може и повеќе проценти се луѓе над 55 години. Има страотно старење на професијата, и од друга страна многу малку млади, значи многу малку млади, едноставно нема кој да работи сметководство, плюс тоа сега треба и да се модернизира и на нов начин на работа. Едноставно, зошто не сакаат веќе луѓето да бидат сметководители, зошто толку старосната структура е неповолна? да, тоа сакам да го кажам, но одлично, значи на иста тема сме. Предолго беа во подредена позиција. Оваа професија фактички беше истуркана на маргините на општеството, премалку платена, со премногу обврски, постојано едуцирање, следење на прописи, така натаму. Неблагодарна професија, затоа, велам, не беше атрактивна за младите, но сега ова што го кажавте дека процентот е 65% беа над 55 години. Но пазете, анализата е правена пред 5 години. Значи сега би било 65 над 60. Така. Сега, ако ви отидат 80% од оваа професија се жени, ако ви отидат на 62 во пензија, да видам кој ќе ви води сметководство. Што сакам да кажам? Пазарот на сметководители се затвара полека. Тоа ви како почнуваат светлата да се гасат, едно по едно. Но компаниите се уште бројката е таа. 70, оперативно 50.000 работат. Значи за тие луѓе треба сметководители. Ако отворите сајтови што бараат вработување, на врвот се сметководителите. Веќе платата на сметководителите во Скопје се доближува до 1000 евра. Во внатрешноста сигурно помалку, бидејќи конкуренцијата, да кажеме, компаниите се на број помалку. Затоа ригидноста што е воспоставена со законот кој може да биде сметководител, како да се влегува на овој пазар со полагање и така натаму, треба внимателно да се олабаува. Што сакам да кажам? За да го привлечете младиот човек што завршил факултетско образование, се бара економско факултетско образование, треба да почувствува дека нема да има влезни сопки, дека ќе напредува кариерата и дека ќе заработува. Ако тоа не му го обезбедите, ве заобиколува. Значи во најмала рака ќе работи, не знам, сега барем модерното работење, значи и на платформи работење и така натаму. Најлесен начин човек да ослабите јамка околу вратот и да го стегате да не јаде. Но пазете, ако претерате, ќе го задавите. Така да ова е апел и за оние што ги креираат политиките во сметководствената професија. Јамката да ја попуштаат, бидејќи давењето на професијата е многу близко. Бројот на сметководителите брзо опаѓа. Се селат, се пензионираат, починуваат, излегуваат од професијата и така натаму. И сосема последно прашање, алармантна е за состојбата, се надевам дека во некој од наредните подкасти ќе дојде председателката на институтот, кај што ќе зборуваме подетално, но да најавиме и да одговориме зошто се сметководителите толку важни, зошто еве јас знам, но еве од ваше од авторитет би требало јавноста да слушне зошто се толку важни за економскиот систем и за економското работење на фирмите. Зошто толку ја издигнавме проблематиката со сметководителите на ова ниво, кој што треба да има јавност и да се знае за нив. Затоа што јавноста не знае колку се одговорни информациите што ги произведуваат сметководителите. Сметководителите ги даваат сите информации за бруто домашниот производ, за националните сметки, она што го прави Државниот завод за статистика.
информациите што ги користи Народната банка, информациите што се даваат за кредитно задолжување во банките, даноците, значи сите даноци се темаат агенти на државата, се сметковителите. Државата не влегува инспекторот па дајте данокот, сметководителот доброволно врз основа на прописи го уплатува во име и за сметка на компанијата. Тие работат државни работи без да се државни службеници. Значи не штрајкуваат, наполно ги пуштаат даночни пријави, бидејќи тоа им е приватен бизнис, гледат инспектори се, бидејќи гледат законитоста да испочитува странката, инспекторот тоа ќе одознае после 3 години, после 5 години или случајно, или па застарело, ќе биде пропуштено без можност да се наплати некаква давачка. Зато имаат исклучително важна улога во општество и треба да се подигне нивото на ценетост на оваа професија. Сега е, бидејќи се под режимот на Министерството за финансии, треба да се разбере во овој контекст и да се подобрува позицијата на оваа професија. Да. Со ова ќе завршиме веќе овде. Господин Огацов, мило ми беше што бевте дел од овој подкаст Каде се парите. Ќе во некоја наредна прилика повторно ќе се видиме, кога ќе имаме конкретни, веројатно, даночни политики од новата власт, ќе ги коментираме, ќе ги анализираме, ќе видиме накаде се тоа води тоа, така што мислам дека ова е само почеток на некој од идните гостувања. Ви благодарам уште. Благодарам за можноста. Тоа беше се гледаме во наредната епизода.